Здраво, стрелци! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Ајде да видиме што носи февруари за вас, стрелците. Најпрво, она што сакам да ви кажам е дека ќе бидете доста успешни на повеќе полиња. За кого како се разбира, за сите од вас нема да биде исто, еве некои од вас ќе бидете доста успешни во работата. Вие работите заедно со тим, не сте можеби сами, работите со некој тим, нешто и тоа што ќе го работите, добро ќе го сработите и ќе бидете многу успешни. Овој проект, ова нешто на кое работите заеднички ќе биде успешно, меѓутоа, она што сакам да кажам е дека најголемиот успех тука вие ќе го донесете и ќе ви биде дадена благодарност, се разбира, за тоа што го правите, ќе добиете можеби и некакви бонуси, некакво повишување на плата. Гледам јас дека акумулирате вие некакво богатство и некакви успеси во февруари. И сега може не е во работата, може акумулирате вие некакво богатство од нешто друго и некако поинаку. Например, некои од вас што имате повозрастните деца кои веќе работат, имаат свој живот, ќе бидат многу успешни во февруари. Ќе се стекнат дури со следбеници, со публика, со луѓе кои ќе ги почитуваат. Ќе дојдат до големи успеси во февруари. Тоа ќе го доживеете и како личен успех, се разбира. Тоа се ваши деца. А повторно, може би има некои стрелци кои се занимаваат со социјалните медиуми, може би имате своји профили негде некаде, ќе добиете многу следбеници, може би заради некој пост или заради нешто што ќе го кажете, напишете некаде, ќе се здобиете со многу публика. Ќе биде тоа причекано многу убаво од останатите. Многу лајкови, многу следбеници, кажав. И тоа е таа некоја порака за стрелците, а за некои други стрелци пак, кои очекувате принова, јас овде забележувам дека бебето кое ќе се роди, ќе личи на вас. Не знам, таа е таа порака, конкретно за некои стрелци кои очекувате принова, ќе личи на вас и не само што ќе личи, ќе биде една креативна личност, многу успешна личност, може би пак и ќе биде некој славен човек. И сега женско, машко, тоа не знам, меѓутоа може би ќе биде и, значи сите вие кои очекувате принова, ова не е за другите. Може би ќе биде и многу славна личност. Следната порака за вас, стрелците, е порака во вистински смисол на зборот порака, затоа што овде вака аз гледам многу пораки, писмени, не знам какви пораки се ова. И некоја од овие пораки што ги гледам јас е дека од вас ќе биде побарано да сработите нешто во работата, ова се однесува само. И ова што ќе биде побарано е заради тоа што вие сте единствената личност таму каде што работите, верувам, која може ова да го сработи или која може, умее и знае ова да го сработи. Може би вие имате некакви таленти кои другите ги немаат или некакви знања, познавања кои другите ги немаат и од вас ќе биде побарано и тоа за вас ќе биде, нема да биде товар, туку ќе биде, ќе знаете, ќе бидете горди, тоа сакам да кажам, ќе бидете горди нешто во февруари заради вашите таленти кои другите ги немаат. За други од вас, ова се пак пораки во љубовта, многу пораки, доколку имате само партнер, не живеете заедно, многу пораки, многу убави, ќе разменувате многу нежности преку тие пораки, а може би па и тука во љубовта има нешто кое само вие умеете да го направите. И во февруари
Можеби и партнерот ќе ви одаде и почит заради тоа што вие умеете и знаете да го направите. Можеби врската вие едноставно многу добро знаете да ја одржувате. Можеби на партнерот знаете умеете како да му го подигнете и расположението кога е потребно, како да му помогнете со зборови, со било што. Нешто вие многу добро умеете да правите. Ова во февруари ќе биде главна тема, очигледно и во љубовта, и во работата. И ќе си бидете вие прилично горди на себе, затоа што конечно вашите, во работата конечно вашите способности ќе бидат во центарот на вниманието, вие ќе бидете во центарот на вниманието и ќе уживате едноставно во овој прекрасен и успешен период. А некои пак стрелци, ова конкретно е порака и повик до вас од некој човек, некоја личност, од други луѓе, како вие заедно да започнете нешто. Не верувам дека е за брак или за нешто во љубовта, ја верувам ова дека е нешто поврзано со работа, со бизнис и некој од вас ќе побара нешто заеднички да започнете, да отпочнете некој проект. И повторно, заради тоа што сте вие доста способни на оваа тема и затоа што многу добро знаете да го правите тоа и заради тоа другите ќе сакаат да соработуваат со вас. И следната порака, повторно, е една прекрасна порака за вас, када вие стрелците во февруари, јас мислам колку е добро да се стрелец периодов изгледа, затоа што вие во февруари ќе бидете сведоци на една ваша лична ситуација каде ќе сватите колку многу животот ве сака, колку многу Господ ве сака, колку многу универзумот ве сака и колку многу ве сакаат другите луѓе воопшто. Нешто ќе се случи толку убаво, нешто што ќе ви го приреди животот, вашата судбина, она што било запишано во звездите. Нешто ќе ви приреди каде вие ќе почувствувате вистинската среќа во животот. Ова може да се однесува апсолутно на сите полиња од животот, затоа што за сите и ќе биде различно. Некој ќе го доживеете во љубовта, некој ќе го доживеете во финансиите, работата, домот, семејството. И буквално вие сте овие конечно вашата чаша, ова е чаша на емоции. Таа погледната дури се прелева. Вие сте сите тука, целото ваше семејство и вашата чаша се прелева од толку многу среќа, толку многу радост. Не само што се прелева, туку вие стрелците ќе дојдете до некој извор во февруари од каде ќе може да црпите среќа, радост, успеси, од каде ќе може да црпите, па речиси, целиот ваш живот. Јас мислам дека ова е прекрасна порака за вас и се однесува не ова нешто краткотрајно, не ова краткорочно. Ова е нешто кое ќе ви го смени текот на животот, можеби. Да, за некои стрелци е буквално толку големо и за некои стрелци е судбоносно и ќе го смени вашиот тек на животот, на работите, ќе се сменат нештата, можеби некои од вас кои одамна не сте доживеале некоја поголема среќа, можеби некои кои од вас стрелците кои некако станал животот една монотонија. Сега кај вас се менуваат нештата. Многу љубов, многу радост и многу успеси. И повторно ќе кажам, јас не знам поединечно од вас за секого во која поле ќе се однесува ова, затоа што може да биде апсолутно на сите полиња, но на која и да е, вие ќе доживеете вистинската и најголемата среќа што може да се доживее овој месец, во овој живот, се извинувам. И да, овој месец за вас. И сега следната порака за стрелците. За некои стрелци ова е ситуација када вие ќе се
обвинувате себе си за нешто или ќе се прекорувате себе си за нешто, ќе си замерувате себе си за нешто, за некоја ситуација што можеби не сте реагирале или на време, или пак до крај не сте се посветиле за одредена ситуација. Може во некоја ситуација се започнале нешто, сте се одвивало ова и сте се откажале несвесно ли, не знам, некако сте се откажале и сето тоа пропаднало во вода. И ќе се обвинувате, доста ќе се обвинувате. Мислам дека дори повеќе отколку што треба, реално, но ета вие така ќе се чувствувате дека во нешто сте погрешиле. Или пак имало ситуација во која не сте се вклучиле навреме, нешто се случувало, можеби нешто во животот на вашите блиски, нешто се случувало, нешто како да знаевте, меѓутоа никако не се заинтересиравте и тука нешто ќе настане некоја ситуација, некој проблем помал, не е нешто ова страшно, некој проблем помал и вие ќе се обвинувате себе си зошто вие навреме не реагиравте и да спречите да дојде до ова. Некои други стрелци пак, вие ќе се прекорувате заради некоја ситуација која не ја направивте. Погледнете колку многу вие се прекорувате во февруари. Ова сте вие, ова е вашата подсвест, ова е вашиот ум. Не си се оставате намира буквално во февруари. И сето ова е заради ситуација каде вие нешто не направивте во домот. Можеби или погрешно направивте. Можеби да речеме купувате нешто и вие погрешка купувате нешто што не треба и сега многу тоа ви смета. Предме да речеме во домот нешто поголемо сте купиле и не сте го купиле вистинскиот и сега дома тоа некако не ви одговара, не ви се вклопува во интериерот и ви пречи толку многу што не си се оставате намира. Некој од вас пак нешто што не сте го купиле можеби, а потребно било за некој од вашите дома, или пак не сте уплатиле навреме некаде за некоја патување, за некаков одмор и толку. Да, може, тоа сакам да ви кажам дека не е толку големо, не е голема ситуација, меѓутоа вие ја доживувате трагично дека толку голема некоја грешка сте направиле, па нема да се поправи. А некои од вас пак се прекорувате затоа што не сте вложиле, ова е малку можеби поголемо, па затоа се обвинувате, може не сте вложиле некаде каде што многу малку требало да се вложи, сега може и пари, може и време, може и љубов и труд, многу малку требало да се вложи, а сега подоцна се добивало многу за возврат. Не знам што значи тоа, во животот ваш, вие знаете, меѓутоа сега гледате дека сите оние кои вложиле навреме во ова, труд, љубов, пари, повторно ќе кажам, добиле премногу. И последната порака за вас стрелци е ситуација во февруари која треба да очекувате, а се однесува на некој почеток кој ќе заврши уште пред да почне. Не знам што ќе биде тоа во вашиот живот. Вие знаете што почнува во февруари, меѓутоа жал ќе заврши уште пред да биде почнато. Нов почеток е ова, нешто ново што треба да се случи. Можеби па биле само некакви ваши фантазии. Сте фантазирале нешто дека ќе се случи во февруари, но жал гледате дека не се случува. А за други стрелци пак ова е ситуација каде што вие самите ќе ставите крај на нешто, нема да дозволите ни да започне, иако требало да започне. Во февруари нешто го требало да се случи и да започне, овој некој нов почеток е, може да биде и во работата, и во љубовта, и во домот се, но вие ќе му ставите крај во февруари и тоа само заради тоа што вам ова не ви изгледа сериозно. Такво чувство имате дека овде станува збор за нешто несериозно, нешто незрело, вие сакате нештата да бидат сигурни, стабилни, сериозни, зрели, меѓутоа ова нешто вам ви изгледа нестабилно и незрело и самите му ставате крај.
А за други стрелци е ситуација поврзана со некој во знакот на близнаци, Водолеја, и со некој таков, доколку имате во вашиот живот и доколку нешто сте сакале да започнете, сте имале некакви планови, и па нема да се случат. И сега зашто, дали вие ќе ставите крај на тоа, дали можеби тој некој близнак Водолеја ќе стави крај, или пак едноставно нема да може да се случи. Важно нема да се случи. Можеби нешто пак сте си се договарале, несериозно некако било договарањево, и сега договорот бил за февруари, во февруари пак нема да се случи, затоа што не е доволно, можеби сте му се посветиле, или пак, ќе кажам, некој од вас одлучил ова да не се случи. И, драги стрелци, тоа е тоа што имам да ви кажам за февруари. Се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!